Фолкфест во Ландово е национална вредност, дека Фолкфест во Ландово е македонскиот идентитет, практично тоа го покажува и низ песните, и низ секоја веселба, па дури и тага во државата се неизоставен дел. Песните кои што биле отпеани на Фолкфест во Ландово, сите ние сме растеле со фестивалот и мислам дека наша е врската понатаму да и го развиваме и да го негуваме и да го фестивалот правиме да биде колку што е можно се подобар. За Ландово е една од најзначајните манифестации надалеку од државата Фолкфест. Кога ќе се спомне Ландово се мисли исто така на Фолкфест, така да вредноста и за Ландово и за државата сметам дека е непроценлива и можеби ќе делува ова нескромно што ќе го кажам, но историска. Двете предфестивалски вечери кои што се прават на площадот во Ландово, мислам дека се покажа прифатени од граѓаните, па и од медиумите и еве за оваа година сакам да најавам повторно, нели, мислам дека и веќе се повеќето информирани, бидејќи ги комунициравме со јавноста, две предфестивалски вечери на кои што ќе настапат распеани Ландовчани, Јоце Панов и Желко Самарџич, што е на 26 мај, а на 27 мај сабота Ефто Попиновски, Ана Бекута и Кукулеле, па се надевам дека имаме добра предфестивалска програма која што ќе биде нели вовед во 36-тото издание кое што ќе се случи на 28 во фестивалската сала Јанко Узунов со почеток од 20:30 часот во директен пренос на Македонската радио телевизија. Па идејата и од самите почетоци на Ландово и последниве, особено последниве 4 години, тоест оваа е четврта, како што сум ја уметнички директор, беше да анимираме поголем број млади изведувачи, затоа што како и се, Ландово поминуваше низ разни премрежија. Се случуваа разни работи кои се врзуваа и со општествените прилики и со окружувањето, сето тоа вршеше влијание и на авторите и на изведувачите и од една страна се направи една дупка во еден период кај што дојде во ситуација немаме млади пејачи, немаме ништо што ќе се понуди ново. Тешко се доаѓаше до пејач и денес тешко се доаѓа до пејач затоа што ситуацијата во која се најдовме, за која преска зборев и целата македонска музичка индустрија почна да се сведува практично на Ландово. И тоа е многу малку за сето оноа што треба да се случи и што се случува во државата. Така да и пејачите многу тешко прифаќаат и со една резерва, значи кога почнав ја како уметнички директор зборам за тоа, со една резерва гледаа на тоа, меѓутоа сега веќе не е така. Сега се појавуваат луѓе кои покажуваат интерес затоа што во Ландово и градоначалникот направија еден убав обид оваа работа да проложи на начин на кој тоа, не знам дали е скромно или нескромно, има една поубава, можеби и подостоинствена димензија отколку што претходно постоеше некакво сомневање за одредени дејности околу Ландово и сето оноа што се пишуваше и што се збореше, сметавме дека на еден оваков начин не е случајно ништо голем број посетители се појавуваат на Ландовскиот фестивал. Знаеме дека Ландово знаеше да и со полупразна и со празна сала. Меѓутоа како што гледаме интересот и сето оноа што се случува околу Ландово, довербата што сметам дека успеавме да ја наметнеме во секој поглед се одразува на сето оноа што околу Ландово и се збори и се случува и во текот на Ландово и пред Ландово и оноа што останува да биде после Ландово.